се, јас сум Теодора Марковска и денес гледате ново издание на наша приказна. Денешен гостин е Никола Димитровски, односно поранешен ученик на Горната гимназија и организатор на спортскиот настан Трчајбе. Здраво, Никола, како сте? Здраво, благодарам на поканата и навистина се осеќам супер што сум повторно тука во гимназијата, сега во едно, можам да речам дека и не е импровизирано студио за радио, а и во едно поздрав за вашата иницијатива и идеја за ваква прекрасна емисија. Да. Сите го знаеме настанот, тренд е на некој начин, последниве 4 години, има доста големо учество, па најмногу вака како за почеток ме интересира од каде дојде идејата. Бидејќи знаеме ние дека Битола е еден град каде што кафето, кафичите се многу поважни од трчањето, па сега се прашувам како еден ден во годината сериозно некој станува и оди на таков предизвик. Па веројатно сите иницијативи секаде во светот, вклучително и овие поврзани со трчање и со трки, започнале од нечија идеја. Значи, традиција мора да и традицијата ја правиме, ја создаваме ние самите. Значи, ништо не го земаме така здраво за готово со одредена традиција која што ја поседува. Така и трката, значи, најпрвичната, значи, иницијалната каписла за Трчајбе се случи, тргнете да кажам, од мене, од една моја идеја дека поврзано со тоа дека јас имам потреба од физичка активност во животот. Значи, тогаш немаше врска ни организација на трка, ни трка во Битола, ни каква ќе биде, ни што ќе биде, туку едноставно поврзано со мене дека имам потреба да имам поголема физичка активност, поради работните обврски и други причини тоа го немав, ми недостигаше и започнав да трчам. Иако до тоаш немав истрчано ни 200-300 метри со некоја цел. Откако почнав да трчам, си барав причина зашто продолжам да трчам, да си поставам некоја цел, сам лична цел, и тогаш видов дека за скоро беше организацијата на Скопскиот маратон, кој го знаев како манифестација дека постои, но никогаш не сум се заинтересирал да учествувам, а најмалку не знам, додам до Скопје да станам во 7 сабајле за да истрчам некоја трка. Откако се пријавив на Скопски маратон да трчам 5 километри и ја истрчав трката, осетив некоја толку добра, позитивна и убава енергија, што си помислив па дека ова и не е толку лошо. Освен што има бенефит нормално за телото, има бенефит и за духот, има бенефит, не знам, за тој некој мајндсет, но сепак се шири некоја убава енергија, се полниш со убава енергија и едноставно како да почна да ствара некоја многу позитивна зависност. И потоа си реков што има после Скопски маратон, беше трката во Охрид, таму се пријавив на 10 километри и веројатно таму ми дојде мислата, си реков зошто да го немаме ова кај нас. Мислам, навистина супер работа, супер настан, нема ниту една негативна конотација, а едноставно го немаме. И така се поврзав со неколку луѓе, со тие луѓе се и ден денес во нашиот најтесен тим и заеднички, бидејќи едно е да ја имаме идејата, значи можеме да имаме идеја за било што, да, но сепак да ја реализираме е навистина една сосема поинаква, покомплицирана, потешка работа. И тука беше заслужен целиот тим, составен од 5-6 луѓе, најтесен, понатаму во некој поширок круг од понатаму ќе прерасне во 20, 30, 50 луѓе, кои што почнавме да работиме на идејата за градска трка во Битола. Идејата најпрво беше дека ќе има трка на 5 и на 10 километри. Името на трката едноставно испадна да биде така, битолско, значи баш она да е асоцирана Битола, да, а да не го содржи зборот Битола во нега. И мислам дека баш е онака кечи и интересно и беше општо прифатено од сите, за да после првата година помини сите и наши најголеми очекувања трката, па понатаму да станеме полумаратон, втората година станавме и Балканско првенство и така натаму и така натаму. Значи, ете, да се изразам така, другото историја.
Не, навистина беше многу интересно, имам учествувано на неколку, ама без да трчам, само гледав. Ама ме интересира колку заинтересираност имаше на почетокот. Бидејќи некако чудно беше дали се бунеа некои бидејќи беа големи патики, беа блокирани патишта. Па јас тоа кога ќе се разговара за блокада на улици, едноставно на сите кои што нешто ќе кажат, макар што ете рака на срце, на вистина сме немале некои посериозни проблеми, но кога еден Њујорк, Лондон, Токио, Бостон, Чикаго и да не набројувам кои, ете тука Скопје да го земам најблиску, па се до Белград, Љубљана, можат да бидат блокирани во недела и многу повеќе бидејќи полумаратонот е некој крајно време од 3 часа и после веќе се ослободуваат улиците, а за организација на маратон треба најмалку 6 часа, значи кога цел свет може да организира трките и да ги блокира градовите, тогаш и битола, ако сакаме да бидеме, како што знаеме многу често кажеме, и ние сме дел од светот и сакаме да бидеме, нема што да сакаме бидејќи сме дел, мора има тука и некои позитивни страни, но можеби да има и некои минимални негативни страни. Затоа не сме го измислиле тоа ние да трката да биде да се организира во недела, бидејќи недела наутро генерално луѓето спијат, не работат, немаат некои обврски, нормално за бржа помош и останати итни случаи може да поминат и во улиците каде што ја има трката, а за сите оние останати кои што имаат потреба да се движат со возила низ градот, бидејќи со велосипед или пешки, нормално никој на никого не може да му забрани, доставуваме сообраќаен проект, и таквиот сообраќаен проект го има полицијата, имаме посебен режим на движење кој што го доставуваме до медиумите, медиумите известуваат јавноста, така што на вистина за толку позитивна и убава работа, тоа е толку некој ситен проблем кој што со секој може во тие неколку часа ми се чини да се снајди. Да. Го спомнавте Балканскиот маратон, е сега што беше потребно да се направи за да се реализира еден таков, макар и полумаратонот? Да, значи ние имаме Балкански полумаратон, оваа година втор пат ќе го организираме, значи таквиот полумаратон организацијата ја добива Атлетската федерација на Македонија. Значи Атлетската федерација која што е член на Балканската федерација ја добива организацијата и понатаму има право да ја додели на одредена трка која што се организира во Македонија, која што Атлетската федерација смета дека може да ги исполни сите критериуми за организација. Така, првиот пат беше пред 3 години, кога што го организиравме првиот Балкански полумаратон, се помина во најдобар ред, сите учесници беа задоволни. Имавме учесници од преку 15 држави на Балканот, иако тоа звучи можеби чудно бидејќи Балканот нема толку учесници, но во Балканската федерација туку влегуваат на пример и држави како Азербејџан, Турција, Молдавија, Романија, значи и тие што географски не се Балкан влегуваат, така што Балканската федерација има околу 20 држави, значи е голема федерација. Така и организацијата на ваков настан навистина е и голема одговорност, но и голема чест, бидејќи ни е доделен нас и тоа од една страна е презентација на нашата трка, но сепак и презентација на градот Битола. Така што овој пат, по втор пат, Атлетската федерација на Македонија ја доби организацијата на Балканското првенство полумаратон и по втор пат ја додели на трчеве, па ќе видиме како ќе поминиме сега во недела. И уште една информација што ете можеби ексклузивно сега да ја споделам, бидејќи и јас ја добив во текот на вчерашниот ден, на ова Балканско првенство ќе дојде можеби моментално во едно од најголемите балкански звезди кога е трчањето во прашање, значи не техничките дисциплини. Тоа е Луиза Гега од Албанија, која што ќе учествува како представник на Албанија во полумаратон. И таа пред 3 дена настапи на светското првенство во Будимпешта на 3000 метри стиплчес со пречки, го освои 8-то место, а од минатата година е актуелен европски првак на 3000 метри стиплчес. Значи ќе имаме честа и една таква звезда да биде гостин кај нас и да учествува нашата трка. Да, а вака други кои што ќе бидат учесници од познатите атлетичари?
од познатите атлетичари исто на пример од таа листа некоја која што можев да ја видам бидејќи конечната листа ја добиваме денес и јас не ги знам сите. Знам дека представничката на Косово исто така беше настапи на некои трки на светското првенство Будимпешта. Наши представници, нашиот најдобар атлетичар Дарио Ивановски ќе биде представник на Македонија, значи во полумаратон во машка конкуренција. Тамара Јолевска ќе биде представничка во полумаратон во женска конкуренција, таа е актуелен национален првак, а конечната листа ќе ја знаеме во текот на денешниот и утрешниот ден. Во секој случај ќе имаме представници само на Балканското првенство од преку 10 држави, а на целокупната трка трчење, бидејќи тука нормално се опфатени многу повеќе тимови, годинава ќе имаме од представници од преку 40 држави, што ќе биде и рекорд на сите досегашни изданија. Е многу интересно, ама например ако трчајбе, што треба да кои се критериумите за организацијата всушност да добие маратон од 42 пример километри? Кои се ваши словите за таа Првиот услов е реализација? веројатно да имаме едно 2-3 пати поголем град од Битола. Значи, услови маратон нема забрана за да ние да организираме маратон. Пред се навистина треба да имаме да најдеме патеки каде ќе се движи патеката за маратонот, улици фактички, бидејќи 42 километри е патот, не знам, од Битола до Прилепе, 42 километри, мислам, навистина правиме муабет за голема дестинација и град како Скопје, кој што е неколкократно поголем во површина од Битола, не може да има маратон во еден круг. Значи, Скопскиот маратон е 2 круга по 21 километар. Кај нас полумаратонот е 2 круга по 10 километри и нешто. Значи, кај нас е многу тешко да направиме еден полумаратонски круг, а да не зборуваме маратонски. Значи, во најмала рака, маратонот, за да имаш маратон, мораш да имаш најповеќе 2 круга. Значи, не може да организираме маратон 4 пати да вртиме по 10 и нешто километри. Значи, прво треба голема површина, тоа целото да се обмисли, а понатаму да направиме уште поголема атмосфера и интерес кај луѓето да создадеме, за да има луѓе кои што ќе го трчат тој маратон. Дека теоретски ние да го направиме тој маратон, нормално треба да има луѓе кои што се ќе пријавени. Значи не може да направиш маратон кој што бара многу финансиска и логистички поддршка, а да ти се пријават 5 или 10 луѓе. Значи ние на полумаратон моментално од оваа година имаме рекорден број на пријавени, мислам дека сме околу 1700, значи скоро за 500 луѓе повеќе од лани. Од тие 1700 пријавени имаме ние 100 полумаратонци. Значи кога би имале теоретски маратон, би имале 20 или 30 луѓе. Скопскиот маратон се одржува преку 15 години, а тие имаат околу 300 луѓе кои што трчаат. Значи сепак уште треба да созрееме и како трка и како град за да го добиеме тој маратон, но јас сум убеден дека еден ден Битола ќе има маратон. Да, секако, ама например сега имаме доста млади кои што се заинтересирани, но сите тие немаат баш и патеки за тренирање и дали например ова организација може да направи нешто за да се реализира и тоа поле, да речам. Освен паркот го имаме, ама да имаме конкретни патеки само за... Па, за трчање во принцип, тоа е една од позитивните страни на трчањето, посебно на рекреативното трчање, што може да се трча секаде. Значи, едноставно треба некоја патека, дали наменски направена или импровизирана, и треба да се има убави патеки за трчање и волја. И толку. И навистина не треба многу. Сега, теоретски, нормално, за заштита на колената, за заштита на зглобовите, за поголемо уживање при трчањето, добро е да се трча на тартан патека. Така што ние бевме едни од иницијаторите за изградба на тартан патека во Битола, нормално во склоп на градскиот стадион, но сепак за да се реализира тоа, освен проектот кој што е веќе изведен,
треба обезбедување и на голем број на финанси, што сепак е некоја процедура која се надеваме дека еден ден ќе биде реализирана. Но до тогаш сите оние рекреативци, дури и да нема тартан патека, бидејќи ние сме немале тартан патека и пред 30 години, например, пред 40 години, под Битола излегувале атлетичари од типот на Вера Велјановска, Стефче Стефановски, Демир Даутовски, кои што биле не само прваци на Македонија, туку и прваци на Југославија и се надпреварувале, земале медали на балкански, на младински европски првенства, така што на вистина за од старт за секој оној што сака да трча, треба волја, добри патики, го имаме паркот и може да се стартува. Исто така имаме клуб, значи атлетскиот клуб Олимп, кој што исто така ние го водиме, организација трчаеве, каде што интересот од година во година се повеќе се зголемува и на вистина има млади луѓе кои што едноставно сакаат да почнат да трчаат. Има да не зборуваме за бенефитите кои што се десетици, стотици, нормално сите во позитивна насока, бидејќи речиси секој спорт, главен сегмент од речиси секој спорт е трчањето. Значи скоро секој спорт е нормално, не знам, во шахот нема трчање, ама за во шахот нормално ти треба да имаш физичка подготовка за да ги оствариш резултатите иако е умствена игра. Така што нема негативна страна некој ако сака да почне од утре да трча. Од страна на забавниот дел од целата организација, оваа година што конкретно ќе се случува, што е ново? Значи вака, ние во нашиот тим, како што имаме, значи тим за, не знам, за техничка реализација, како што имаме тим задолжен за патеката, како што имаме тим задолжен за маркетинг, за PR, исто така имаме тим задолжен за ние како што го нарекуваме fun run, односно за тој забавен дел, бидејќи трката пред се сваќаме како забава и оние кои што учествуваат, да, секој учествува за да постигне одреден резултат, да си го собори својот личен рекорд, можеби некој се направува да добие што повисоко место, но генерално ние сакаме трката да биде забава. Значи секој оној кој што ќе учествува се забавува и од тука многу голем акцент имаме ставено во тој забавен елемент. Имаме преку 20 точки, такви фан точки, исполнети со забава, музика, навивање, каде што се поставени диџеи, бендови, навивачки групи што бодрат и едно од работите за кое што луѓето, посебно кои што не се од Битола, кои што сакаат да се пријават на трчејбе, е баш поради тие точки за забава. Па дури имаше еден коментар на Facebook од еден постар човек кој што го знаеме бидејќи е редовен учесник на многу голем број од трките низ државата, кој што имаше наречено, кој што имаше за трчејбе кажано дека буквално мртов човек да го помениш низ улиците во Битола ќе оживи поради целата атмосфера, амбиент, музика и буквално луѓето кои што излегуваат и кои што навиваат, бидејќи навистина во Битола е супер прифатена трката, па има луѓе кои што ја чекаат трката, едноставно излегуваат пред куќа и ги бодрат надпреварувачите. Така. Па ја тука една покана до сите оние кои што не се пријавиле, кои од X причини не стигнале да се пријават или не се по можност физички да истрчат трката или имале некои други обврски, за да се спремат во недела со почеток од 8 часот да излезат, да дојдат на некоја од тие фан точки кои што се најавени или буквално на било која точка каде што врви патеката и да уживаат во трката и да ги бодрат оние кои што ќе трчаат низ Битола. Да. Фала ви премногу за гостувањето, а со вас се гледаме во наредна епизода.